Од улични протести до врвот на власта, а сега во келија во шутка. Политичката траекторија на Груби чисто беше проследена со контраверзии. На кој е Артан Груби до вчерашната десна рака на Ахмети и најмокината до вчерашна фигура во ДУИ? Од хулиган кој фрла камање кон полицијата за одбрана на Скопското кале, со партиска книшка до највисоките државни функции, кошаркар и фудбалер во народните канцеларии, поранешен миленик на странците, а и координатор на проектот за коридорите 8 и 10Д. Денеска заврши приведен, а пред нешто повеќе од година дена и на американската црна листа. Артан Груби, за кого се измислуваа функции во владата. Корупцијата го направи непосакуван преку океанот, но и коруптивно поврзан дома. Политичката кариера ја започна во 2011 година на Кале и се чини дека токму таму почна неговиот политички подам. Тогаш беше политички анонимус и водач на навивачката група шверцери. Како председател на невладината Разбуди се, ги предводеше протестите на Скопската тврдина, по информациите дека таму ќе се гради црква. Фрлањето камења кон полицијата го лансираше Груби во политичкото звездано небо, а лидерот на ДУИ Али Ахмети во него препозна свој нов близок соработник. Несудениот кандидат за градоначалник на Скопје во 2013-та, веќе следната година стана пратеник, а во 2022-та во коалицијата Заев Ахмети седна во фотелјата прв вице-премиер, како утешна награда за неисполнетото ветување за албанец премиер. Но неговиот брз политички раст започна да создава и сериозни внатропартиски тензии. Груби стана трн во око на така наречените огнени момчиња, а Ахмети сепак не се откажа тогаш од својот миленик. Интересно ми е како го прифаќате, значи тоа беше нарекување од страна на господинот Ахмети со одредена иронија која се однесува на еден стар филм, албански филм. Јавноста го памети и по играњето фудбал и кошарка во канцелариите направени од народни пари. Само година и пол по неговиот триумфален тон за историскиот договор следуваше ладен туш. Груби се најде на американската црна листа. Ќе се обврзам со сета посветеност и максимално заедно со сите наши пријатели и партнери со кои ја споделувавме визијата и работевме со години за интеграција на земјата во евроатлантските структури, целосно да го разјасниме ова прашање. На листата на непожелни во САД покрај него се најдоа и членови на неговото семејство, како и судијата Беџити, кој се поврзува со партијата од Мала Речица. Според американските власти, двајцата се одговорни за дозволувањето да се застари предметот за масовното прислушување.